Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во последниот период, група истакнати членови на ВМРО-ДПМНЕ станаа познати во јавноста по тоа што бараат во партијата да се спроведат реформи или, како што велат, да ја демократизираат ВМРО-ДПМНЕ. Токму еден од тие е наш денешен гостин, Владко Атанасовски, еден од реформаторите, а во моментов е и актуелен директор на Агенцијата за пошти. Господине Атанасовски, вие сте 14 години во партијата, а веќе долги години сте и на државна функција, односно директор на Агенцијата за пошти. Кога за прв пат забележавте дека на партијата и се потребни реформи? Мојот личен став дека ВМРО-ДПМНЕ оди по патека која што е неминовна да предизвика промени во внутрипартиската структура во периодот кога Македонија јасно и беше ставено до знаење дека нејзиниот влез во НАТО и евроинтеграцијскиот процес ќе биде стопиран заради ветото на Грција во тој момент на самите во Букуреш, и во тој момент во ВМРО-ДПМНЕ како партија се случи наплив на незадоволство кој што полека премина во скептицизам кон евроатлантските интеграции на државава, и со текот на минатите 8 години за жал во последните години јасно стана дека внатре во партијата има луѓе кои што на картата на некаков силажен патриотизам или на теориите за заговор на меѓународната заедница почнаа да создаваат внутрипартиска атмосфера на закочен проток на информации и се создаде услов да тешко се пробиваат различните идеи од оние кои што беа на актуелното раководство. Во тој момент, значи зборувам за периодот 2009 и 2010, започнаа внутрипартиски разговори од страна на луѓето кои што размислуваат поинаку, меѓутоа сите овие години навистина беше тешко низ органите на партијата да се протурка различна идеја од таа на актуелното раководство, а да не биде сватена како предавство или фракционизам во партијата. На тој начин сега кулминираше таа стара идеја дека на ВМРО и се потребни промени. За жал, токму заради причините кои што ги споменав, тешкиот систем на внутрипартиска комуникација низ институциите, определена група на луѓе кои што бевме истомисленици во смисла дека е потребна демократизација и транспарентност на партијата, на некој начин бевме приморани јавно да побараме разбирање и да побараме приврзаници во внутрипартиската структура на ВМРО кои што поддржуваат такви реформи. Така да иницијативата не е резултат на нешто што се случуваше последниве години и доаѓа во момент кога може да биде протолкувана као внутрипартиска борба за позиција, меѓутоа нашата идеја од старт е јасна. Ние имаме за цел внутрипартиска демократизација и јасна дистинкција на процесите низ кои се избираат партиските функционери, но исто така и луѓето кои што претендираат да бидат на државни функции, на функциите на кои што па е предвидена партиска селекција на кадри. И другата битна идеја која што мене лично ми беше многу важно да допре до јавноста е да се тргне стигмата од ВМРО дека за грешките кои што се случува од страна на институции раководени од кадри на ВМРО-ДПМНЕ или целокупната политичка криза создадена, дека во таа приказка секој член на ВМРО-ДПМНЕ е подеднакво одговорен. Атанасовски, какви се вашите контакти со клучните луѓе на ВМРО-ДПМНЕ? Предпоставувам дека некој од нив ви се јавил или можеби не. Дали со вас разговарале околу оваа иницијатива за која што се залагате? Членството реагира нормално. Во најголем дел добивам повици за поддршка, меѓутоа од страна на актуелното раководство ние сме целосно изолирани. Таа е политиката на игнорирање, со тоа што сака да се покаже дека ние као не сме широка групација, сме малку луѓе кои што од различни причини по нивното толкување сме побарале нешто што беше доживеано и тенденциозно насочувано да биде доживеано како предавство, меѓутоа актуелното раководство со кој што сите сум личен пријател,
никој не контактира, ниту бара некаков контакт, ниту па некој јасен став имаше во јавноста дали се прифаќа иницијатива за промени или не. Генерално тоа ја што успеав да го видам беше обид за лична дискредитација на луѓето кои што настапија со барање за реформи внатре во ВМРО. Велите дека вие и вашата група реформатори сте конкретно игнорирани од страна на партијата. Меѓутоа сепак имало ли некакви конкретни јавувања, притисоци врз вас, некакви закани во смисла да се обидат да ве спречат да излегувате во јавноста и отворено да зборувате за потребата од демократизација на партијата на која и припаѓате? Од страна на актуелното раководство не, јас лично имав закани по живот, меѓутоа од луѓе кои што ниту се во актуелното раководство, ниту па сметам дека луѓето од актуелното раководство кога би знаеле каков беше типот на тие закони би го одобриле тоа. Меѓутоа проблемот во ВМРО ДПМН е токму тоа што низ ваквото делување се создаде еден внатрепартиски систем на инертно делување. Кога некој каже различно мислење, постојат луѓе кои што се во партијата по дефолт знаат каква би била реакцијата и мислам дека таквото инерно дејствување го доведе и актуелното раководство на ВМРО ДПМН е во проблем, затоа што паничната реакција на такви изјави јавни на различно мислење по дефолт ангажираше армија на луѓе кои што се активирани на Facebook, на социјалните мрежи, со напади генерално кон мен или кон другите луѓе од иницијативата за реформи, без воопшто да има контакт со нас или да не познава. Јас сум сигурен, затоа што имам блиски релации со актуелното раководство на ВМРО ДПМН и тие луѓе, без разлика на различните политички ставови и конфронтации внатре во партијата или вака јавно, меѓутоа сигурен сум за тие луѓе дека ми се пријатели, нема шанси да дозвола таква работа да биде упатена кон мене од такви луѓе кои што не би ги нарекол маргиналци, меѓутоа тие се плод на она што се случува во ВМРО ДПМН и нивната таква јасно изразена реакција која што преминува во закана резултат на ова што го објаснувам дека години наназад во ВМРО ДПМН свесно или несвесно треба да покаже времето, ама се згушуваше можноста за различно мислење. Да се вратиме повторно на реформите. Во 2015 година се појавија првите бомби на опозицијската во тоа време СДСМ. Дали тогаш тие ви беа на некој начин вториот сигнал дека се потребни реформи во партијата? За мене лично немаше потреба да се слушнат разговорите и од тој аспект во поширок контекст сметам дека тие разговори воопшто не требаше да бидат слушнати во јавноста, ама не беа сигнал за промени во ВМРО. Сигнал во ВМРО беше јасно ставен во моментот кога претходно се случи таков еден радикална промена во ставовите и сенсот за евроатлантските интеграции внатре во партијата. Атанасовски, долги години сте на чело на државна институција. Сте имале ли конкретни притисоци да носите луѓе на гласање или да вработувате партиски кадри? Не. Имало тенденција, ама тоа е нормална работа во политички систем кај што сме се определиле дека парламентарна демократија ќе биде систем на функционирање. Со промена на власта секоја различна политичка опција има своји концепти за спроведување на политиките на државно ниво. Партијата секогаш и секаде во светот лобира и најдува начини нејзини представници или членови да раководат со државни институции чисто за да ја спроведува политиката што е зацртана на партиско ниво. Сега моментите кога тоа преминува во насилие и се прави притисок да се вработа луѓе по партиска линија без да ги исполнува критериумите пропишани во државните институции, тоа е проблем. Меѓутоа јас гарантирам дека во 12 години или од 2003 кога е Груевски актуелен председател на ВМРО ДПМН, партијата вложи многу во политичко усовршување на кадри и таквите кадри нема проблем дури кога се работи за смена на власта, не е проблематично во едно општество да се донесе партиски луѓе на челните позиции затоа што воспротивно ако се квалитетни, ако ги исполнува законските услови за местата кај што е пропишано тоа, затоа што имате институции па кај што е јасно наведено дека е партиски предлог за членување во таа работа. Неодамна и лидерот Груевски имаше изјава дека во партијата ќе се случат реформи, најави подруг однос кон меѓународната заедница и кон етничките заедници. Кој е вашиот став за овој повик и нели е малку наивно да се верува дека партијата може да се реформира начело со истиот лидер кој што ја довел до ова дереже? Може би не е наивно, ама повеќе би го карактеризирал како
нереално, затоа што добар е концептот да се прифатат реформи, нема ништо спорно во тоа. Меѓутоа, јас лично размислувам дека голем дел од актуелното раководство на партијата во моментов се оптоварени со делата кои што против нив ги води СЈО. А ВМРО ќе се најди во позиција да треба да гради политика поединечно за секоја од 84 општини во Република Македонија, да гради кадри за советнички листи, за да не ја изгубиме власта во локалните општини, затоа што таму е развојот на Република Македонија преку децентрализацијата. И сега водени тие реформи внатре од истите луѓе, оптоварени па со кривични дела и континуирани процеси, мислам дека одвлекува голем дел од капацитетот внатре во партијата да се одбера вистинските луѓе, затоа што следните локални избори за ВМРО ДПМН ќе бидат многу тешки. Неизбежна е стигмата дека заради луѓето кои што се обвинети, без разлика како ќе завршат тие процеси низ судскиот систем, неизбежна е стигмата која што ВМРО целокупно ќе носи на следните локални избори. Ако во овој период до локални не покажеме капацитет за промена, кои што би биле на некој начин прифатени и од јавноста, не само од членството, тогаш имаме шанси да покажеме дека не сите подеднакво беа виновни за тоа што се случи и дека се уште во ВМРО ДПМН има многу квалитетни луѓе. Тоа не мора да бидам јас или било кој од иницијаторите за реформи, затоа што јас сум се определил за професионална кариера на местото кај што сум. Атанасовски, ви благодарам за разговорот. Ми беше задоволство, ви благодарам за поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Довидување.